Евгенија е првача. Но кога ќе ја прашате како се викаш ти, таа вели ета. Така никој не го знае нејзиното вистинско име, дури ни самата Евгенија. Затоа што сите досега ја викаа ета. И дома, и во градинка, и роднините, и пријателите. Денеска наставничката повторно го вртеше дневникот. Сите деца во одделението знаат дека нивната наставничка се вика Анета, ама таа си уште не ги знае имињата на сите 25 деца во одделението. Евгенија, рече. Колку убаво име. Ајде Евгенија излези на табла да ни нацрташ едно големо, румено, есенско јаболко. Но никој не се помрдна од столчето. И децата се уште не се познаваат доволно меѓу себе. Нема Евгенија во нашето одделение? Се јави Катерина. Како нема? Се зачуди наставничката. Еве, тука убаво пишува Евгенија Нинова. И јас се презивам Нинова. Се јави ета од втората клупа. Лицето ѝ беше покриено со големи руси кадрици, а под нив ѕиркаа весели сини очи. Но јас се викам ета, рече. Тоа мора да е скратано од Евгенија. Праша наставничката и се насмевна. Што значи тоа скратано? Се зачуди ета. Што е скратано? Прашуваше, но главата не ја подкреваше. Занесено си црташе и боеше. Тоа значи, почна да објаснува наставничката, па застана. Стана од столот и супати кон Евгенија. Твоето име е многу убаво. Слушни колку убаво звучи. Евгенија. Евгенија, Евгенија. Сите почнаа да шепкаат Евгенија. Но понекогаш тие што многу ги сакаме, продолжи наставничката, ги викаме на галено. Па така се случува да им го скратиме името. Да, така е, рече некој во последната клупа. Да, потврди наставничката. Ете, јас сум Анета, а многумина ме викаат Ане. Јас сум Кирил, а ме викаат Кире. Јас сум Јасмина и ме викаат Ина. Евгенија, иако внимателно си боеше и црташе, слушаше се од збор до збор. Јас сум Евгенија, но сите ме викаат тета. И полесно ми е да напишам Мета отколку Евгенија. Еве вака. И го покажа својот цртеж на кој имаше нацртано русоко со девојче, а над неа пишуваше ета. Но буквата Е беше напишана наопаку. Браво, Евгенија, се насмевна наставничката. Многу убаво црташ, но сепак деца, дали ова буквата Е? Праша и го сврте цртежот кон децата. Некој велеше да, друг не. Не сте сигурни? Се смееше наставничката. Затоа сте првачиња. Време е да научиме да ги препознаеме буквите и броевите. Дали сте подготвени? Сите кимнаа со главите во знак на одобрување. За почеток, рече наставничката, буквата Е вака се пишува. И ја напиша на таблата големата буква Е. Првачињата Ета и Владко, дете сладко. Ета, пред малиот екран. Првачето Ета неодамна гостуваше во една детска емисија на телевизија. Како се случи тоа, се прашувате? Имаше среќа да биде гостинка во емисијата во која посакуваа да гостуваат сите деца. Ета е среќно дете. Внимавај што ќе кажеш. Ја советуваше татко и додека го чекаа водителот во просториите на телевизијата. Прво убаво размисли, а потоа одговори. Аман, тато, те молам, 100 пати сум ја гледала емисијата. Знаеш ли колку лесни прашања поставуваат? Ама ти... Што јас? Зарем јас не знам кој ми е татко, која ми е мајка, кое одделение сум? Ете тоа прашуваат. Што јас? Добро, попушти таткото. Ти си знаеш. Секако дека знам.
и математика знам, и природни науки знам, што и да ме прашаат, си знам. Зборуваше сигурно и убедливо. За кратко време водителот се појави на вратата. Тој застана покрај Ета и рече: "Здраво, јас сум." "Знам," рече Ета. "Знам кој сте, но досните точно 5 минути." Водителот се насмевна и рече: "Тогаш да не губиме повеќе време." Откако и го наместија микрофонот, се упатија кон студиото. "Почекајте тука," му рекоа на таткото. "Се гледаме за 1 час." Времето брзо помина, водителот и Ета насмејани влегоа во просторијата. "Умно дете, Евгенија," ја пофали тој. "Се гледаме во недела, во 12 часот пред малите екрани." Се насмевна и замина. Во неделата целото семејство се нацртаа пред телевизорот. Ета, мајка и татко и постарата сестра која одеше во 7 оделение. "Имаш ли брат и сестра?" прашуваше водителот од ТВ екранот. "Да, имам постара сестра," одговараше Ета. "Таа по цел ден вежба задачи по математика со плюс и минус и јас си кажувам како да ги реши." "Навистина?" се зачуди водителот. Да, тато и покажува, а јас решавам," одговараше Ета. Мајката и таткото се насмеа, а сестрата извика: "Што? Таа ми ги решавала задачите? Како ќе се појавам утре на училиште?" И избега во другата соба. А Ета ги погледна сите со чудење, го крена носето и одвој сопирајќи ги солзите рече: "Не знам што е смешно." Гласот веќе и трепереше. "Но сега знам дека не сум срекно дете, што дека бев во емисијата кога дада ми се лути, а вие ми се смеете." Рече и избега во својата соба. Мајката и таткото го исклучија телевизорот и истрчаа по своите деца. Што мислите? Зошто се налоти сестра и Ета? И зошто Ета избега во својата соба? Ако сакате да продолжите да ја читате оваа книга, можете да ја најдете во просветно дело.